Добар ден, драги пријатели, добре дојдовте во денешната епизода и денешното издание. Зборуваме на многу интересна тема и тема која што можеби на некој од вас ќе ви направи огромна промена во начинот на кој што размислувате, затоа што она што е мојот главен фокус и тоа што сакам да ви го донесам како вредност е да за да промените можеби некои работи во пракса, прво мора да ги можеби разрешите некои дилеми, митови во глава кои што ги имате и да тргнете некои изговори, да го смените начинот на размислување за да си поставите супер насока. Се работи за прашање кое што ќе го видиме уствари како изгледаше, пошто е од гледач кој што не следи. Би сакал да ве прашам според вас која е најдобрата теретана? Супер прашање. Добро прашање и одговорот одма ќе ви го дадам. Она што секој од вас го бара, не бара најдобар фитнес центар и не бара најдобри вежби, туку бара како можам ја да си помогнам на себе за да имам што подобар резултат. И ако тргнуваме од таа цел, супер е да се почне со некаква промена, но немојте, знаете, мене дури некојаш не знам, не ми изгледа во ред да барам фитнес центар, да барам типови на вежби, да барам некаква диета која што подоцна би требало да ми биде виновник за тоа што јас нема да успеам. И најчесто кога бараме можеби друг фактор или трето лице или не знам каква ситуација која што ќе биде најдобра за да ја почнам да менувам некои работи, најверојатно ќе заврши со неуспех за крајната цел. И она што е мој совет искрено, прва работа, ја не можам да кажам кој е најдобар фитнес центар. Мислам, тоа е за секого индивидуално, ниту па кои се најдобри вежби. За мене вежби се најдобри во група, тоа што јас го правам, вежбам во група, вежбам вежби кои што не се повторуваат секојдневно, кои што се микс на кардио и на тежини, и тоа го правам затоа што тоа најмногу прилега на мојот карактер. Сакам луѓе, сакам да бидам во група и најчесто кога сум во група се мотивирам затоа што секогаш има некој подобар, па ме тера да направам да дадам максимум, да дадам малку повеќе. За некого од вас најдобар фитнес центар ќе биде дома, за некого од вас најдобар фитнес центар ќе биде во парк, за некого од вас најдобар фитнес центар ќе биде можеби конкретен фитнес центар затоа што е најчист, затоа што одат убави луѓе и така натаму. Значи секој од нас има различен критериум и глупаво е јас да ви кажам совет кој е најдобар и глупаво е да ви кажам кои се најдобри вежби, затоа што секој индивидуално треба да ги прави. Она што за сигурно знам, најдобро е да што и да правите, кој фитнес центар да го одберете, какви типови на вежби да ги правите во континуитет, не да биде еден месец и потоа да биде ама знаеш мене тоа он ми рече и така натаму. Значи тоа се најчесто работите кои што луѓето ги зафркнуваат и тоа се работите кои што треба да се променат, а тоа е дека не треба да барате некој да биде најдобар, туку вие да бидете најдобри и да барате да вие тоа што ќе го превземете и ќе го поставите како правилна цел да го правите во континуитет се до моментот додека не ја постигнете. Мора да за некој од вас тоа ќе значи многу трпение, затоа што не секој од нас можеби има ист пат и не секој од нас има можеби исти цели на крај на денот. Така да, дечки, не знам да ви одговорам конкретно за најдобар фитнес центар, али мислам дека ви дадов супер одговор за да размислувате во малку подруга и подобра насока. За тука денеска завршуваме. Фала ви на прашањата, фала за интеракција. Останете ми со здрави, добри животни навики и се гледаме во следната епизода. Имајте убав ден. Чао!